Речиси 188 милиони американци или 57% од вкупното население е целосно вакцинирано за COVID-19. Но Соединетите држави одат и чекор понатаму, па започнуваат процес на имунизација на животните во зоолошките градини. 9 големи мачки од Националната зоолошка градина во Вашингтон имаа позитивни ковид тестови во септември. Веќе се чувствуваат подобро и јадат нормално откако беа третирани за секундарни бактериски инфекции. There's not a treatment for COVID itself, so our veterinarians started treating with antibiotics. There were pain meds given and anti-nausea and appetite stimulant. Се уште не е познато како се заразила. The most likely scenario is that an asymptomatic staff member would have passed this along. It's an airborne virus, and so things do get out around your masks. И кај други видови, како приматите, имаше потврдени случаи на COVID-19 во повеќе зоолошки низ Соединетите држави. Градините во Вашингтон и во Балтимор се меѓу првите кои се подготвуваат да употребат експериментална вакцина, која треба да го зајакне имунитетот на животните кои се под ризик. Процесот не би требало да биде компликуван со оглед на тоа што повеќето животни веќе се навикнати рутински да добиваат вакцини за други болести. Фармацевската компанија Zoetis донира над 11.000 дози вакцини за COVID-19 на зоолошките градини низ земјата. Оттаму вела дека таа се покажала како безбедна и ефикасна кај кучињата и мачките, но дека се уште не е тестирана во зоолошките градини, па тешко е да се каже дали и овие животни ќе бидат заштитени и колку долго. Giving them 2 doses, you at least reduce the risk of exposure. The groups that receive the experimental vaccine have an obligation to report back to us and the USDA the disposition of those vaccines and what happened to those animals. Со оглед на големиот број посетители на зоолошките градини се поставува прашањето дали инфекциите кај животните може да представуваат ризик за јавното здравје. Probably not, because the population is small, so the infection will self-extinguish, meaning the animals will recover or they will die. At the end of the clinical trial, if there are infections in unvaccinated zoos and not in vaccinated zoos, we will have some evidence of the potency of the vaccine. Вработените во зоолошката на Мериленд се надеваат дека вакцината ќе им даде дополнителна заштита на животните, особено на оние кои веќе се на листата за грозени видови. Losing an animal in a zoo, there's always an impact. They're valuable to the breeding programs, they're valuable to the troop that they're in, the group that they're in, so obviously it would have a big impact on us. Минатата недела снежен леопард кој имал симптоми на COVID-19 угина во зоолошката градина во Јужна Дакота. Се чека на аутопсијата за да се утврди причината за смртта. Над 70 зоолошки градини во Соединетите држави започнаа набавка на вакцини за животните. Во првата фаза ќе бидат опфатени големите мачки и приматите. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.